Само благодарам и на заменик министер, благодарам и на другите интервенции кои што беа тука образложени. Тоа што сакам да го напоменам, прво по однос на разликата помеѓу овие два закони. Значи, во Законот за судовите се определуваат условите за тоа кој може да биде судија и кои услови одреден судија треба да ги исполнува за да биде унапреден избран во повисок суд. Во Законот за судскиот совет треба да биде определена процедурата, постапката како еден судија да стигне до можноста да биде избран и унапреден во повисок суд. Значи, не би можело во Законот за судскиот совет, кој што треба да стави акцент на процедурата, со тој закон да се менуваат условите во основниот закон за судиите. Второ, во Законот за судовите јасно е наведено кои се редовни судови во Македонија. Тоа не е Уставниот суд, тоа не е било кој меѓународен суд, тоа не е јавното обвинителство, тоа не е Академијата за суди и јавни обвинители. Доколку има идеја да се смени Законот за судовите и да се додадат и овие институции како дел од редовно судство, тоа е веќе друга работа, но не верувам дека тоа би било возможно, бидејќи добар дел од нив реално не се судови во конвенционална смисла на зборот. Во Уставот исто така е наведено кога мирува судиската функција. Тоа не е произволно толкување на еден, на друг закон или на некои подзаконски акти во судскиот совет или во кривичен суд или на било која друга институција. И меѓу другото, судијата кога е избран за член на судскиот совет, тогаш му мирува судиската функција и тој што конкурира за член на судскиот совет, тој знае дека судиската функција му мирува. Ако тој судија има намера да конкурира за нешто каде што треба непрекинат судски стаж, тогаш би требало да е свесен дека да го земе и во предвид мирувањето доколку биде избран за член на судскиот совет. И уште еднаш ќе напоменам, овде се работи за ова што сега беше истакнато и од заменик министерот Деребан, се работи за потреба на усогласување да немаме норми кои што ќе бидат во колизија. Не може во еден закон да предвидите непрекинат судиски стаж, како што е во Законот за судовите, а во друг закон кој што ја определува процедурата на кој начин некој судија треба или може да биде унапреден, да се дополнат тие услови или да се прошири толкувањето за тоа што е непрекинат судиски стаж. И затоа мојата интервенција беше формулацијата од Законот за судовите, должина на непрекинат судиски стаж, да биде формулација во Законот за судски совет, за да нема никаква разлика. Најдобро е кога законите се усогласени и на таков начин би биле и најприменливи. Во спротивно може да се доведеме во ситуација, теоретски сега зборам, некој да биде избран врз основа на нормата од едниот закон, која што е во колизија со другиот закон, па да има представка пред Уставен суд, пред други судови и да имаме дополнителни проблеми и за самиот избор и за самата институција каде што некој судија би бил избран или унапреден во повисок суд. Благодарам. Благодарам.